Почитувани, започнува најновото издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Со оглед на тоа што станува збор за првото издание во оваа нова 2017 година, решивме денеска да направиме ретроспективна емисија со дел од моите и ваши гости кои што беа дел од емисијата Одблиску со во 2016 година. Ова емисија како мој прв гостин беше битолскиот познат македонски пејач Димитар Андоновски, а освен пеењето тој има една нова љубов. Станува збор за пишување музика за театарски представи. Мора да ви кажам дека тоа сосема спонтано испадна. Јас подома во моето домашно студио си правев, да кажам, експериментална музика која што е малце поразлично од она што го правам нели во кариерата со пењето. Бидејќи таму сепак се работи за поп музика и нешто што му е познато на луѓето добро. Како се роди желбата за театар? Јас мислам дека од секогаш имав желба кон театарот. Прво заради тоа што мојата сестра е глумица и често доаѓав на незините представи и можеби заради неја на некој начин повеќе се доближи до театарот, повеќе го засакав и беше можеби пресудно што на некој начин сега сум дел од театарот, бидејќи знаев како функционира, знаев кои се елементите, како треба да изгледа една представа, кој е процесот на создавање. Тука мора да го спомена мојот драг пријател и моментално еден од најдобрите за мене режисери во Македонија, доста млад, Андреј Цветановски, бидејќи тој беше човекот кој што во една наша дружба слушна што музика правам и ми вика, па ти си човече спремен да работиш во театар, дали сакаш да пробаме за моја представа да правиш музика. И тоа беше голем предизвик за мене, навистина, и кога ме покани да работам, првата моја представа беше Крај Луиби, која што беше со премиера во театарот Джинот во Велес. Толку многу се вложи во самата приказна и во самото создавање на музиката, што на некој начин уствари сватив дека јас навистина го сакам тоа. Сепак се работи за музика, меѓутоа еден процес кој што е многу поразличен, бидејќи сепак се прави нели музика за представа, за конкретна сцена, за конкретна атмосфера и не е баш едноставно да ја погодиш музиката за да ја доловиш и самата нели сцена. Една невообичаена и доста интересна емисија, која што морам да кажам дека воедно беше и најгледана емисија за 2016 година, е емисијата со познатата пејачка Анета Мицевска, која што ја реализиравме токму во нејзиниот дом и за која слободно можам да кажам дека е една од ретките естрадни уметници која што ни ги отвори вратите од нејзиниот дом. Во продолжение да дознаеме како поминува еден нејзин ден. Кога сум слободна, секогаш одам на фитнес, одам во Силуете, значи да ги поздравам вработените во Силуете и Христина Тина Марковска, која ми е личен тренер, која се грижи за мојот изглед. Иако некогаш знам да ја изневерам и да не ја послушам тоа што ќе ми каже. Јавно признавам, да. Јавно признавам затоа што ќе речат луѓето како оди се грижи, пример, Тина за неја, а не изгледа толку, не се познава толку, затоа што јас сум таа што грешам. Жив човек, нормално, сите грешиме, сите сакаме, како што кажав, сакам да пробам од се да каснам и така. Добро, јас ќе додадам нова. Во слободното време се трудам да го потрошам на тоа што ќе одам во Силуете, ќе 2 сати добри ќе поминам таму. Кога веќе сме кај вашето слободно време, ме интересира како поминува еден ваш ден во Битола, кога ги немате оние работни обврски, оние настапи за кои што треба да ги правите. Како поминува еден твој ден?
Па гледам да го поминам со моите најблиски, бидејќи, како што кажав, мојата работа ми налага да бидам доста отсутна од дома. Така да гледам да одам до кај моите, да ги посетам, бидејќи мојата ќеркичка е повеќе таму отколку што е тука. Еден ден ми поминува, значи кога ќе станам наутро, првото што го правам, сите одат на широк сокак да пијат кафе, јас одам кај моите да пијам кафе со моите најблиски. Потоа се враќам дома, ги завршувам домашните обврски, готвење, чистење и така. Уште еден гостин кој што беше дел од емисијата Одблиску со беше Драган Величковски, познат како Тајзи. Во продолжение да дознаеме зошто го нарекуваат баш Тајзи и каков тип на девојки најмногу го привлекуваат. Кога сум се родил, бил актуелен Майк Тајсон, боксерот, и сум се родил црно бебе, не знам, мислам и моите се црни вака луѓе, но бидејќи бил актуелен, сум бил буцкаст како бебенце и Тајсонче, од тогаш уште од бебе онака Тајсон. Куманово и ден денес знаат некој да ме каже Тајсон, но онака нагалено ме вика Тајси и онака ми остана Тајси, после си го потребив како уметничко име. Верувам дека моето наредно прашање најмногу ќе ги интересира девојките по нежниот пол. Каков тип на девојка те привлекува тебе? Што е она што најмногу го сакаш кај една девојка? И сега онака мушки одговор. Очи. Жена некој кој ќе кажеш. Искреноста. Жена некој кој ќе кажеш дека излуби очите, бидејќи сите мажи така лажат. Што знам. Значи треба да си мене не знам дали сите мажи гледаат таму кај што гледам ја, но ми зрачи некако. Таа жена што ми се свиѓа, ми сија и меѓу 100, не знам, веројатно има нешто во очите, некоја енергија која мене ја привлекува. Секако дека сакам да изгледа убаво. Секако дека сакам да изгледа убаво, но не е пресудно, нели. Се дружам, излегувам со луѓе, се забавувам, така да пред све сакам да биде искрена и да не биде у филм, да не прати некои градски шеми кај треба се пие кафе, кај треба се вечера, неќем ова, неќем она. Сакам да се опушта на свој и едноставно нека да кажем ајде ваму, ајде таму, идеме кај што сакаш и да биде онака човек за тебе, нели? Дарко Спејко, победникот на големиот брат, пред да ја понесе оваа победа, бил атлетичар, гимнастичар, тренирал кошарка, се пробал во манекенските води, а исто така и како пејач, но која од овие професии му е најомилена? Атлетика исто тренирав 3 години. Че за 3 години имав исто високи резултати. Да кажем дека на кошарката се задржав највише. Всушност атлетиката ми даде најмногу. Атлетиката ми помогна и да стана модел и така да една кариера сестрана, како да кажам, и спортска и моделска и не знам, као артист и као диџеј. Ете, може ќе ме видите као глумец наскоро. Ајде, дај Боже, зошто да не? Ете, од сите овие професии што ги наброја, во што најмногу се пронаоѓаш? Што најмногу ти лежи? Или не можеш да издвоиш? Не можам. Се е некако нешто посебно. Се работам од љубов. И секогаш имам некои посебни моменти. Не знам, не би можел без музика ништо да работам. Значи, си сакам и музика. Не би можел без спорт вака да изгледам. Значи, јас сакам убаво да изгледам. Не знам стварно. Паза ми на начинот на облекување, со стил, ми интересира и модата. Така да, пак ќе кажам, сестран сум, зависи од периодот како ме фатат. Петар Горко, верувам добро познат на сите вас, кој што е еден од најпознатите актери во Битолскиот народен театар, кој што минатата 2016 година одбележа 25 годишен јубилеј од стапнувањето на штиците што живот значат. Позади себе има навистина одиграно голем број на актерски улоги и театарски представи, но кога се роди неговата љубов кон театарската уметност? Да дознаеме во продолжение. Љубовта е многу одамна, тргна со рецитирање во таа рецитаторска секција во тогашниот пионерски дом Трајче Магловски и потоа со годините, тоа беше од некаде од второ одделение, 8 годишна возраст.
После тоа следеа разноразни настапи на сцените, прослави, тогашни бивши југословенски големи празници, се славеа на тој начин. И после дојде средба со починатиот колега Петар Стојковски Бабец и со Јоана Поповска на една новогодишна приредба. И посакав да дојдем во театар да видам како е. Веќе бев 8 оделение. Па тие ме донесоа во театар и се појави првата улога, се побара дете, беше представата Ивкова слава. Играв еден лик кој се вика Митанче, на тие што го гледаа филмот сигурно ме познат. И така стапнав на сцената, февруари некаде 83-та година, пардон. Одамна беше во секој случај. Да, одамна. Долги години се позади нас. И едно преубаво искуство играв со навистина грандиозните наши актери. Со еден Ацо Стефановски, со еден Јосиф Јосифовски, Олга Намовска. И така да не ги редам навистина прекрасни луѓе прво и прекрасни актери. Оние со кои го чувствам до ден денес мирисот, затоа што ги имам на театарот, затоа што ги имам нивните фотографии во својата гримиорна. Музиката кај битолчанката Ирена од група Памперс е присутна уште од мали нозе. Но доколку не се занимавала со музика, што би била? Која е онаа професија во која што се пронаоѓа најмногу? Покрај музиката имам уште две професии, едната која што значи ми е дипломирана и веќе е тргната, да речам, настрана како таква си ја имам. Имам и уште една, значи дефинитивно би била професор. Можам да бидам во моментов веќе професор или лаборант или професор на стручни предмети кои што се изучуваат, да речем, во средно медицинско училиште, или со мојот втор факултет кој што првата година веќе ја завршувам, би можела да бидам професор по англиски. Повторно се работи за работа која што е од јавен карактер и која што вклучува јавни настапи. Така, во секој случај. Пред публика која што дефинитивно те гледа и те оценува. Во циклусот емисија од блиску со во изминатата 2016 година навистина дознавме интересни факти, интересни информации за нашите гости кои што беа дел токму од оваа емисија. Она што го откривме за Сашо Паркет е дека освен пењето има уште едно ново, навистина интересно хоби. Во продолжение да се подсетиме кое беше тоа. Конечно, Ана, ти си првата што откри тајната дека Сашо Паркет, 42 годишниот, да речам, музичар, панк рокер, конечно се посвети на земјоделие и на пчеларство. Така, среќна сум ете што имав таа чест баш Да, во ти си мојата таа емисија пред нашите гледачи да го откриеме не сум токму поќе ова. девица во тајната, разбираш, ти ме... не би тоа. Така. Да, и не имам едно местенце, недалеко од тука, да речем, позади Фустеларго Борис фабриките, што дедо ми го имаше земено, например, пред 30-40 години и кога дете водев таму и некако пред 2-3 години ојдов така чисто да видам што се дешава и тоа му све израснето со треви, со шо не, таму татко ми што правил нешто. И реков, ова е убаво место е зашто така седи, разбираш. А јас веќе ти викам, значи како водолија неки ми не земјоделие водолите, ама кој е твое, значи твое има дрвца ово, и си го замислив дека има потенцијал. И полека сега од тој потенцијал во меѓувреме зедов оранжерија си направив една. Браво. И сега на веќе еден месец крастајци продавам, али немам голема количина за да се рекламирам, али така по комшите. Познатиот македонски пејач Александар Белов токму во емисијата Од блиску со најави дека во скоро време можеме да очекуваме нов Белов. Но во продолжение да дознаеме дали Белов во скоро време планира да се жени. Неизбежно прашањето кажа дека често патуваш за Србија, нели? Да, па девојка ми е таму и некако сме на релација Крагуева Скопје и дефинитивно ми е најголема поддршка, тоа не можам да го кријам. Секогаш буквално ме поддржува во тоа што го работам и сме среќни. Далечината не ни е проблем. Така. Затоа што едноставно кога нешто се сака, се може. Се може. Така Сега да. за да ги
скратите тие сладки маки, би ги нарекла, односно тоа патување, честите патувања на релација Скопје-Србија, прашањето, дали ќе има свадба за скоро Не. време? Кога да очекуваме? Ги очекуваме за некоја година, не сега, значи едноставно ситуацијата е таква да не ми е се уште време за тоа. Кога ќе биде, ќе дознаете. Договорено. Уште една навистина интересна емисија која што ја реализиравме изминатата 2016 година беше со членовите на групата Кукулеле. Во продолжение да дознаеме што прават тие во слободно време и што е она што најмногу го сакаат. Малце спорт, малце ова, малце она. Јас возам мотор. Поголем дел од денот хоби ми е возење мотор. Да. Така, Ништо посебно, мислам ништо посебно. Малце спорт, малце ова, малце музика. Спијам до касно, немам работно време. Така да тоа е тоа. Така, Роберт, какви сте вие во приватниот живот, дали може би имате време за некое хоби, што правите во слободно време? Па немаме, не, зафатени сме ние дечки, немаме време ние сме, генерално зафатени. Правиме музика, знаеш, тоа е. Така. Не останува време. Така, слободното време, нели, освен ова хоби, возењето, мотор, како што спомнавте, како најчесто ви поминува, дали имате доволно време да му посветите на вашето семејство, на вашите блиски и напред се на пријателите да излезете со нив, и дали може би кои се оние локации каде што најчесто сакате да издвоите? Планина, ресторанче или се едно? Јас сум носно во град, да ти кажам право, од кога станам носно сум во град, мислам, движам низ Скопје, се посетувам и на Кео, таму има гари ресторан Шимадион, и по кафиче лево десно, значи цел ден сум на улица, тако ми е животот, само на ручек идам дома, на вечер исто. Така, носно сум у движење, или сум кај него дома правиме музика, се договараме што ќе правиме, како ќе правиме. Така да во активности цел ден. Еден од најангажираните актери во Битолскиот народен театар, кој што беше дел од Глоуб сцената во Лондон, е актерот Никола Бројчевски. Во продолжение да дознаеме во колку представи има тој играно и која улога е негов предизвик. Околу таму што знам 60 и кусурот представи професионални зборам, не зборам за тие во аматерскиот период. Имам играно на представи, ако треба како представа, која што се како одиграна представа над 1500. Така што тоа не било секогаш со иста количина ангажман, ниту пак со ист квалитет, меѓутоа тоа е искуство кое што е неоспорно и тоа е практички 1500 представи, значи долг временски период, континуиран. И тоа значи искуство кое што не може туку така лесно да се здобие, освен ако се има. И нешто за кое што сум среќен, задоволен и ми е драго дека е така. Кажи ми, од сите тие актерски улоги, дали имаш некоја посебна драга што можеш да ја издвоиш и која она улога, оној лик, актерски лик кој што ти е предизвик да го играш? Не имам, никогаш сум немал, искрено никогаш сум немал, секогаш се прашувам што е тоа што, значи сакам да играм, знам дека сакам да играм Чехов, иако имав само еднаш во животот, намесен во својата кариера од 12 години. Прв пат играв во Метаморфози, односно под текстот Платонов на Лилија Баџиева. Чехов од факултет. Знам дека спаѓам. Че од моето дипломирање, практички од почнувањето на академија, некако заради професорот се врзав за Колјада. Сега играв во Колјада на Маријан Ѓоргиевски во Кокошка и некако таквите нешта, не знам таа руска драматургија без разлика дали е Чехов од тој период или е Колјада кој што е современи, има нешто кое што ме врзува, односно како тип на театар, тоа е тоа што јас го чувствувам мое. Тоа можам да кажам дека сакам. А иначе дека имам некои конкретни ликови од големите автори светски, дека нешто никогаш не сум размислувал тако, па ниту имам нешто што ми е посебно драго.
да кажам, не, посебно драго. Имам многу нешта кои ми се драги, меѓутоа немам нешто кое што ме врзало ептен, да кажам ова е тоа што Така, особено за да ми било можеш да драго. го избориш. многу. Јас повеќе се врзувам за периодите кога сме ги работеле нештата за отколку за некој мој лик или не знам за период, за луѓето, за периодите кои што сме ги поминале заедно, дружењата што настанувале во текот на работата, периодите, отколку за ликови, дури за како да некогаш многу представи кои што имале мал успех, односно не се играле долго, не биле ништо општо прифатени, мене ми се многу драги, а некои кои што биле темпа помпезно сваѓани, не знам како од луѓето, па ги гледале по неколку пати, па сме играле по не знам колку пати, може не ми биле нешто посебно, не сум се приврзувал за нив. Тоа е се прашање на луѓето, периодот, мојот период, нивниот период. Уште еден наш гостин, дел од емисијата Одблиску со, беше младиот, но доста успешен дизајнер и моден креатор Андреј Папас Ѓоргиевски. Да се подсетиме кои се неговите позначајни проекти. Започнав да работам само што започнав факултет. По некој месец ги добив првите ангажмани неочекувано по повик на луѓе кои ме виделе негде, кои виделе како создам на факултет, како работам на факултет, пријатели. Па така создадов еден груп на соработници. Сеќавам дека првиот ангажман воопшто професионално беше на еден скопски фестивал 2010 година ми се чини, да. Започна неочекувано скопски фестивал, мене секогаш ми било желба да работам на некој таков настан, но искрено ми беше поголема желба да работам на Евровизија. Но никогаш не сум, ајде да кажам, не сум подценувал ангажман, па се реков, ајде некогаш ќе се случи и тоа. И тоа и се случи, по 3 години и тоа се случи. Потоа се случи Идол. Бевме од мојот факултет под водство на Александр Ношпол бевме заангажирани како стилисти и дизајнери на Идол. Сега извини, ќе ни простати нашите гледачи што малку ќе те прекина, малку подоцна ќе се навратиме на Идол. Кога веќе спомна Скопскиот фестивал и Евровизија, ти си толку скромен што не откри дека беше дел од тимот на Владко Лозановски кога ја представуваше Македонија на Евровизија. Ете би сакала да го споделиме и тоа со нашите гледачи, какво пред се беше тоа искуство за тебе? Тоа беше неочекувано, како што и ти кажав. Значи едноставно јас само работев, проектите самите си доаѓа. Се сеќавам дека еден ден само се јави Владко, ние соработувавме веќе подолго со него и кажа по телефон ќе одиме на Евровизија. Како тоа? Па вика вечер ќе се соопшти таа вест на националната телевизија на вестите. Ќе одиме на Евровизија, ќе бидеш дел од стимографите. Што мене ми падна многу мило. Тоа беше една моја желба, али не ни очекував дека ќе ми се оствари на мои месечни 20, на моја 21 година. Се случи да одиме во Малме, во Шведска. Тогаш беа тие домаќини, нели? Се разбира многу интересно искуство, големо искуство. На моја огромна чест и задоволство, уште еден од гостите кој што беше дел од емисијата Одблиску со во изминатата 2016 година, беше познатиот и еден од најдобрите композитори во Република Македонија Никол Чемизевски. Во продолжение да се подсетиме од каде потекна идејата за создавање на албумот Македонско девојче 2, кој што е прогласен за еден од најдобрите албуми со авторска музика во поновата музичка историја. Идејата беше да се направи нешто што е македонско, ама да биде современо, да не е народно, да не е поп, да е нешто различно, меѓутоа сепак да се темели врз традицијата, затоа што така можеме најдобро да допреме до нашата публика. Сепак ние сме нација која си ја сака музиката или сакала некела, тоа што е традиционално, што го носиме во гените, допира на ваков или онаков начин. И пак ќе кажам, предизвикот беше голем, задачата
голема одговорност, уште поголема да се направи нешто ново компонирано, меѓутоа во духот на традицијата и да личи тоа како да биде нели да извлечено од некаде од некои корени. Среќен сум и горця вака еве после 2 години, 3 после албумот, затоа што песните горе-долу се обнародија всушност. Скоро секоја си го најде патот и многу ми е кеф кога вака во разговор со луѓе, со публика кои викаат, едни викаат дека моја омилена две лири, едни чалгиски, едни викаат сон, едни сакам да не те сакам, едни вези. Значи, секоја песна кој да ми запее една, би рекол, можеби Прекрасна песна. да, добро, лични ставови нема да кажувам. Сите ми се мили, сите ми се убави. Ама тоа е успехот на албумот, затоа што не кажеме дека само 2 лири беше, па другите кој ги разбра, кој не ги разбра. Апсолутно секоја една песна допре до одреден број на круг на публика, на луѓе и некако за многу брзо се обнародија. Тоа е многу важно. Секој пејач и автор нормално како автор посакува некоја песна што ќе ја направи да се обнароди, всушност да се земи како народна песна, знаеш. Јас гледам по настапите, последно го свиревме материјалот на Прилеп фест на Пиво фестот во Прилеп. Сите ги пеат, ама особено 2 лири. И многу ме радува публика од 4, 5, 6 години, мали деца, до највозрасни, ја пеат, значи едногласно од збор до збор, дури Каролина нема потреба да ја пее песната. Тоа чувство не се опишува со зборови кога го гледаш тоа и пресреќен сум, апсолутно. Ми значи многу и од друга страна ми е мотивација сега следно да направам такво па уште подобро. Група Љубојна во изминатата 2016 година прослави 15 годишен јубилеј присуство на македонската музичка сцена. Но дали сте знаеле дека главниот вокал Вера токму со музика започнала да се занимава за време на студирањето на стоматолошкиот факултет? Официјално се случи кога студирав стоматологија. Ете. Како дојде тој спој од стоматологија, да. Спојка, како логична спојка. Се шегувам. Од мала сум со музика, навистина, меѓутоа тој порив дека тоа ќе биде моја професија, дека јас навистина морам да одделам огромно време од мојот живот за музика, се случи дури кога созреав, кога пораснав и кога запловив во во медицински води. Веројатно запловив за да сватам дека всушност тоа не е мојата предоба, не сум тоа јас. Треба подипно да менувам правец. Тоа и го направив, иако по образование сум дипломиран антрополог и етнолог и тоа веројатно во голема мера ми помогна во целата таа истражувачка дејност која ја следеше мојава музичка кариера и апсолутно дружењето со теткавања, тоа не е чудно ми е кога ме наречат ученичка. Ученичка сум во смисла јас учев од неа. Ма таа не ми предаваше. Значи таа немаше туторски однос ниту врз мене, ниту врз било која девојка која ја посетувала или се дружеле или пак земала можеби официјално часови. Тоа што ние го правевме не беа часови по музика, тоа беа часови со музика, низ дружба во кои што ние споделувајќи искуство од животот, сознанија, радости, спонтани, договорени, нели, средби. Учевме што значи, јас берем, учев што значи да се стои на сцена, што значи интерпретација, дека тоа звучи многу лесно, треба да звучи многу лесно, а всушност тоа е еден цел свет кој треба да го разбудиш во себе, треба да го донесеш на сцена и дека тоа е многу голема работа и многу голема одговорност, зашто секој твое појавување на сцена, секој твое соопштување, дали ќе биде вербално или низ песна, е комуникација со која што ти нека обврзуваш од другата страна да ти верува, значи му ја изискуваш довербата и таа доверба
е светиња на некој начин, нели? Не треба да биде злоупотребена, не треба да биде искористена. Уште еден мој гостин во емисијата Одблиску со беше првиот човек на Центарот за култура од Битола, Борче Димитровски, кој што повеќе од 6 години се наоѓа токму на оваа функција, но кој беше предизвикот за него за да застане на чело токму на оваа институција и како се снајде со самата улога? Да дознаеме во продолжение. Без предизвик и амбиција не може ништо да на крај да се случи. Не сум од оние луѓе кои што со страв ќе влезат во макар и нешто ново, бидејќи од претходната работа во адвокатска канцеларија како адвокат, сепак не е мала разликата до директор во сферата на културата. Сепак не е во ред да се влезе апсолутно со безрезервна самодоверба. Кај мене секогаш постои една позитивна трема, тоа јас така си го имам дефинирано, кое што прави да се пристапува од една страна рационално на работите и практично, но со доволна луцидност и амбиција за да биде резултатот како што се очекува, бидејќи одговорноста е голема. Така да за мене беше голем предизвик да менаџирам со една ваква институција. Центарот за култура или претходно Домот на културата го познавав по различни основи. Најпрво како играорец во Кудилинден, прв пат настапив негде 87-ма во големата сала, значи на сцената на Центарот за култура, па следеа безброј концерти. Потоа во еден период кога бев во средно училиште, имавме театарска група и бев режисер на неколку представи кои што има премиери баш тука во Центарот за култура. Подоцна преку различни активности на полето на културата и уметноста сме имале соработка, така да добро ги познавав и минусите, кои што беа големи во тоа време, но и потенцијалот на самата институција. И баш тој неискористен потенцијал беше за мене предизвик да се вклучам во функционирањето на оваа институција, а како што спомена, без тим кој што стои позади, значи без луѓето кои што се и дел од вработените и бројните надворешни соработници кои што ги имаме во овие 6 години, секако еден човек е невозможно да направи сам нешто и сите работи кои што ние ги продуцираме всушност се резултат на работа на голем број луѓе, на голем тим кој што функционира позади секој проекти, така е во изминатите 6 години и секогаш тоа е комбинација на вработените и на клучни надворешни соработници кои што го даваат потребниот инпут за да имаме успешен резултат на крај. Многу нешто имам кои што ме прават срекна. Една од работите која што, да речам, ме прави срекна е читањето книги. Не знам, некој голем љубител сум на книги. Мислам дека повеќе книги купувам од шминки, за разлика од секој друго нормално женско. Потоа уживам многу во пишувањето на текстови, без разлика што ми е и тоа дел од професијата. На некој начин ми е едно огромно уживање. Сликањето, цртањето ми е исто многу голема љубов, фотографијата како уметност ми е исто така дел од мене. И многу сакам, например, да речеме, кактуси одгледам, многу чуда работа, каде би рекол. Да, кактуси многу сакам, значи поготоа кога ќе расцветаат ми се. Сте видови на кактуси, значи не знаете колку многу видови на кактуси има. Една колешка од факултет, додека учевме, ми го пренесе тоа како љубов. И можам да кажам дека еден ден кога ќе бидам во постари години, дефинитивно хоби ќе ми биде покрај сликањето, цртањето. Мислам дека ќе ми биде и билкарството. На вистина интересно, морам да го признам. И има и други типови, не знам, значи никогаш не ми е досадно. Секогаш се наоѓам нешто што можам да го правам, инаку не знам колку знаете, изработувам накид. Обожавам да креирам облека, значи тоа е еден дел од мене, никогаш посебно не сум го истакнала, можеби заедно со креаторите, сите креации кои што ги носам ги сепак има твое влијание. Имам голем удел во приказната и знам што сакам, тоа е многу битно. Кога знаете што сакате и на сцената, така, и за сцената, секако многу полесно има и на соработниците ваши да ви го дадат она што ви е потребно. Наш гостин во емисијата Одблиску со изминатата 2016 година беше и еден од најдобрите кларинетисти во Македонија, Благојче Трајковски,
кој што воедно и е единствен кларинетист во Република Македонија кој што го негува македонскиот стил на музика. Како Благојче го коментира ова? Убаво е човек да е единствен во нешто. Убаво е чувството да си единствен, супер и ти си тој што свириш само македонска музика и ти си единствениот кој што придонесуваш, кој што во она што значи македонски кларинетизам си единствениот кој што придонесуваш нешто. Меѓутоа мене тоа не ме радува искрено. Затоа што кларинетот има толкава сила во традиционалната музика да премалку еден човек да ја зачувува и да ја негува традицијата. Многу ми е жал што многу влијание имаме од страна, се изгуби веќе критериумот, се изгуби оној начин специфичен за свирење на македонската музика. Се малку и стручно сакам да се изразам кога се работи за македонска музика, кога зборуваме, тоа е една музика каде што изобилува со неверојатна педантност и чистина во она што значи музичка интерпретација. Тоа е исто како во вашата работа, да речем, каде што имате работа, имате цел да давате класичен говор, правилен, дикција, јасно изразување. Во вашата работа тоа е исто во нашата интерпретација. Во нашата интерпретација на македонската музика имаме многу јасна дикција во однесувањето, во изразувањето и тоа е специфика на македонската музика. Тука, да речем, паѓаат сите инструменталисти на тоа што значи јасна дикција во интерпретирањето. И затоа нашава музика некако лута во однос на тоа што значи интерпретирање. Ке кларинетистите е специфично тоа што многу лесно и брзо бегаат од македонската музика со причината дека таа е некако едноставна многу и затоа нема потреба ние да свириме, ќе свириме нешто посложено. И се јас одма ќе се навратам во класичната музика, има едно човече што се вика Моцарт. Нема човек што не знае, не слушнал, затоа што Моцарт е нешто големо, нешто многу значајно во музиката. Моцарт е Моцарт затоа што бил многу едноставен. И едноставноста е многу битна и многу силна работа. Не само во музиката, туку генерално во животот. Кога човек знае да се радува на едноставни работи, тогаш тој живее подолго, нели? Главната специфика и главната моќ на македонската музика е едноставноста. Таа едноставност е најтешко да се постигне. И затоа тука ние имаме еден проблем со поготово младите инструменталисти кои што бегаат од македонската музика затоа што е едноставна. А јас има луѓе кои што години ги чекам да научат едно македонско оро да ми го отсвират онака како што треба. Меѓутоа ги чекам со години. Не можеме да го направиме тоа. Тука значи тоа ни покажува дека сепак едноставноста е многу тешка. Познатата актерка од Битола Маја Андоновска-Илиевски, која позади себе има навистина одиграно голем број на представи и актерски улоги, од пред година дена се реализира во незината најважна улога, а тоа е мајчинството. Од пред скоро време токму Маја повторно се врати на штиците што живот значат, па во продолжение да се потсетиме како поминува еден нејзин ден, односно кои се обврските кои таа ги има. Со оглед на тоа дека јас се вратив во театар со почеток на подготовка на нова представа и тоа веднаш после неја ми се случува уште една, може би не очекував толку турбо период. Дефинитивно, ако претходно мислев дека живеам еден многу турбулентен живот, исполнет 24 часа, тогаш не знам како би го дефинирала она што сега ми се случува. Значи, покрај тоа што, како што сега споменав, работам во Битолскиот народен театар, паралелно работам на уште една представа во интимен театар со режисерката Софија Ристевска, што значи моментално паралелно работам две представи, ја играм најважната улога на светот со мајка, сопруга се разбира, и тоа е во еден момент понекогаш ме плаши дали денот ќе ми престигне да ги направам сите работи кои што треба да ги направам. Најважно ми е барем неколку часа да успеам да му посветам внимание на мојот син, затоа што не сакам тој во никој момент од денот да почувствува дека е запоставен во однос на тоа дека јас посветувам повеќе време на работата, иако морам да признам дека јас
театарот и работата многу ги сакам и се надевам дека дури сум млада и дури можам, нема да треба да правам компромис помеѓу едното и другото, но ќе успевам да се снајдам. Денот како ми започнува, значи се будам, го будам и затоа што син ми како мене е спанко, значи ние немаме проблем со тоа рано станување и така натаму, значи моето дете станува кога станувам јас, тоа може да биде во 10 часот, 11, 12 на пладне. Значи тој спие исто како што спијам јас. Значи во зависност како треба, ако треба да доаѓам на работа, јас се будам порано, се спремам, го будам него, веднаш потоа доаѓа жената која што моментално ми помага и го чува. Значи ги оставам, давам инструкции што како би требало да доручкува и ова она, заминувам на проба. Најчесто пробите траат од 10 до 2 часот, значи некаде по пладнето околу 3 часот сум повторно дома на некој час. И сега, зависност дали имам вечерта представа или проба, повторно се враќам во театар и тоа е така и се враќам од театар, преземам дете, го заспивам, го капам сите тие домашни обврски кои што треба да се завршат и кога тој ќе заспие, најчесто тоа е во 11 на вечер, за жал едноќна птица. За жал. Тоест тоа е така од кога беше мал, така е навикнат, што мене ми одговара затоа што успевам да го видам и кога ќе се вратам од работа. Кога тој ќе заспие, тогаш си посветувам и неколку часа на себе си, на својата професија и гледам да научам текст, да прочитам или тоа што треба да се спремам и да се подготвам за наредниот ден. И на самиот крај од оваа ретроспективна емисија со дел од гостите кои што беа дел од емисијата Одблиску со во изминатата 2016 година, издвоивме и дел од разговорот со светски познатиот джез музичар Владимир Четкар, во продолжение да дознаеме каков е Четкар во приватноста и што е она што најмногу тој го сака. Јас приватноста најпоќе нормално многу за тие работи сакам да се чувам приватно, целиот живот и сите мои страсти, сите работи сакам да се затворам во себе си да можам да од тука полна ми работава за професионалниот живот, бидејќи кај мене приватниот и професионалниот живот многу се испреплетуваат, бидејќи тоа не е работаш од 7 до 3 поручек, него работаш кој што некој пат што и да правиш, ако ти текне идеја музичка, престанеш, тоа го работаш и напред и назад и од приватниот живот црпам работи за музикава. И пример, јас обожавам историја, археологија, обожавам да патувам. Затоа е убаво што музикава ме прави да патувам. Сакам да возам точак, многу пати возам точак Битола, Лерин, Воден. Така, да, дори беше и до Грција, да, така. И сега бев скоро, пример, одам Охрид, Лерин, после земам воз до Плати Лариса возам до Волос точак и ги гледам тие места што сакам да ги видам археолошки. Значи одам од аспект како таков туриста, не на шопинг во Солун или во Атина, поќе сакам да ги видам културни споменици. Тоа ми е мене обсесија и уживам во тоа. И било каде, не Грција, него Централна Америка, Колумбија, Коста Рика, Никарагва, сите тие места сакам да ги спознавам на начин да научам како живеат локалните луѓе, да сватам колку сме сите слични, без разлика кај живееме во светов, во кој дел од светов, и да црпам идеи, инспирација за музикава. И сакам многу да се смеам, сакам многу со луѓе да почнам односот, колку и да сум уморен или нешто вознемирен, сакам пак позитивното да доминираат кај мене, бидејќи најлесно е да се изнервираш, да расипаш атмосфера, нема полесно тоа. А најтешко е да створиш атмосфера, да се луѓево насмеани, што тоа е многу осетлива работа. После некоја сега те изнервира тебе, ќе треба време да помине да се ти повторно вратиш во нормала, да се расположиш пак. Мислам дека луѓево себе да шират што поќе енергија може уба. Така јас приватно сакам дали на улица, дали ќе пазарам нешто, сакам да ги почитувам луѓево, сакам сите ги почитувам и сакам да ме почитуваат и тие мене и мислам дека само така ќе ојме напред. Не понесвам ароганција, надменост, суети, такви работи. Искрено сакам да разговарам со луѓево и мислам дека само така ќе се разбериме вистински.
Почитувани, дојдовме до крајот на денешното издание на емисијата Одблиску со. Јас верувам дека и денеска со оваа ретроспективна емисија со дел од гостите кои што беа дел од емисијата Одблиску со во изминатата 2016 година успеавме да го задржиме вашето внимание. Се разбира дека во оваа 2017 година ви најавувам уште многу интересни гости, со цел се разбира поблиску да ви ги доловиме и да дознаеме што повеќе информации како од приватноста, но од друга страна така и од нивниот професионален живот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира, останете понатаму на оваа фреквенција. Довидување.